вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Мексиканскиот претседател Филипе Калдерон ги повика граѓаните да останат во своите домови. Истовремено, владата ги прекина сите неопходни активности во обид да се справи со ширењето на свинскиот грип. Во Вашингтон пак, американскиот претседател Барак Обама беше советуван дека не е време да се затвори границата со Мексико. Во телевизиско обраќање до нацијата, Калдерон им порача на мексиканците дека во моментов дома е најбезбедно. Почнувајќи од петок, владата нареди 5-дневен прекин на активности што не се неопходни, но кажа дека тоа нема да ги попречи прехранбените, здравствените и транспортните услуги. Калдерон соопшти дека во земјата има 99 потврдени случаи на грип, од кои 8 завршиле со смрт. Светската здравствена организација го подигна нивото на тревога од свински грип на 5-ти степен, што значи дека во секој момент е можна пандемија. Тоа е ниво за само 1 степен пониско од нависокото, што означува објавување на пандемија, географски опширно избивање на болеста и заразување на голем дел од населението. Европската унија свика итен состанок во Луксембург поради свинскиот грип. Американскиот претседател Барак Обама кажа дека избивањето на грипот е причина за длабока загриженост, но не и за паника. Во Соединетите американски држави падна и првата жртва на свинскиот грип, 23-месечно машко дете во сојузната држава Тексас, која се граничи со Мексико. Тексашките власти велат дека детето било од Мексико и се наоѓало во посета на роднини во САД. На синоќешната пресконференција по повод првите 100 дена од стапувањето на функцијата, претседателот Обама рече дека неговите советници за здравство му препорачале оти за сега нема потреба да се затвора границата со Мексико. Претседателот ги повика американците да бидат внимателни и да преземаат основни мерки за заштита, како често миење на рацете и останување дома во случај на болест. Според Американскиот центар за контрола и спречување на болести, бројот на заразени во САД во вкупно 10 сојузни држави е 91. Градските татковци во Форт Ворт, сојузната држава Тексас, на неодредено време затворија дел од училиштата, откако во едно од нив беше потврден случај на грипот. Туку што назначената секретарка за здравство и здравствени услуги Катлин Сибелиус вели дека федералната влада има 50 милиони дози на антивирусни лекарства Тамифлу и Реленца, како и дека започнала да ги испорачува до сојузните држави. Мексиканскиот претседател Филипе Калдерон ги потикнува луѓето да останат дома, додека федералната влада ги суспендира активностите што не се неопходни во напор да се спречи ширењето на свинскиот грип. Во обраќање пренесувано на телевизијата Досна во средата, Калдерон изјави дека домот е најбезбедното место за мексиканците во ова време, а суспензијата на активностите започнува утре и ќе трае 5 дена. Во продолжение на News Flash, 100 дена по стапувањето на функцијата, американскиот претседател Барак Обама оцени дека неговата влада е на добар почеток. Меѓутоа, останува уште многу работа да се направи на економски план. Одбележувајќи го 100-тиот ден од преземањето на Белата куќа, американскиот претседател Барак Обама кажа дека неговата администрација е на добар почеток, но тој се уште не е задоволен за тоа што американците имаат економски проблеми. Ме радува напредокот што го направивме, но не сум задоволен. Сигурен сум во иднината, но не сум задоволен од сегашност. На пресконференцијата доцна во средата по американско време, Обама рече дека милиони американци се уште се без работа и дом, како и дека нов број од нив ќе ги загуби работните места пред земјата да излезе од рецесија. Американскиот претседател каже и дека неговата администрација внимателно го следи најновиот развој на настаните со појавата на вирусот на свински грип и оцени дека се работи за можна сериозна ситуација. Мислам дека во моментов е клучно да внимаваме на ситуацијата. Обама подлече дека владата презема мерки и е подготвена. Тој побарал 1,5 милиарди долари од Конгресот за справување со вонредната состојба. За надворешната политика, претседателот рече дека во првите 100 дена од мандатот презел мерки за ставање крај на војната во Ирак и затворање на контроверзниот притворен центар во Гвантанамо. Обама зацрта амбициозна агенда откако стана првиот претседател со афроамериканско потекло во историјата на САД. Под негова иницијатива, Конгресот усвои пакет за економско стимулирање во висина од 787 милиарди долари за заживување на финансискиот сектор. На 100-тиот ден од стапувањето на функцијата, Обама има рейтинг од над 60% во анкетите.
Традицијата на новинарите и историчарите да ги оценуваат првите 100 дена од легувањето во Белата куќа трае уште од времето на Франклин Рузвелт во 1933. Председателот Рузвелт успеа да иструка 15 легислативи низ Конгресот, што помогнаа на земјата да се справи со големата депресија, најголемата економска криза во американската историја. Новинските извешти велат дека американскиот автомобилски производител Chrysler ќе пријави банкротство откако американскиот оддел за финансии не постигна договор за намалување на долгот на компанијата спрема заемодавачите. Подоцна денес, американскиот претседател Барак Обама ќе зборува за автоиндустријата. Администрацијата на Обама му даде рок на Chrysler до полнок да го намали долгот и да формира партнерство со италијанскиот автопроизводител Fiat за да добие $6 милиарди федерална помош. Федерален суд им изрече долги затворски казни на уште двајца обвинети за заговор за убивање американски војници во базата Форт Дикс во Нью Джерси. Јорданецот Мохамед Шневер доби доживотен затвор плюс 30 години, а турчинот Сердар Татар доби 33 години затвор. Судот претходно им изрече слични казни на браќата Дритан Елвир и Шаин Дука, етнички албанци родени во Македонија. Денвер Нагетс се пласира во второто коло од плейоф над преварите во NBA со победата од 107-86 врз Нью Орлеанс Хорнетс со 4-1 во надпревари. Во источната конференција Атланта Хокс ги поразија Мајами Хит со 106-91. Атланта може да се пласира уште во петок во следното коло ако ги порази Хит на домашен терен. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Најнови содржини поврзани со појавата и ширењето на свинскиот грип. Погледнете на нашата веб страница Глас на Америка. Пријатна вечер. Се гледаме утре.